Ветувањето на радиото што се гледа е ветување, значи продолжуваме со темите кои што главна цел има да ве расположат и да ве разведрат во ова малку чудно мајско време и овој малку чуден мајски ден. Студено е надвор, мислам дека не врне, но кај да е ќе заврне денеска. Со мене тука во студиото и со Николче е уште еден драг пријател, тоа е Билјана Крнчевска, наша колешка, драга колешка, која што е препознатлива по тоа што ја следи македонската естрада и не само македонската естрада, туку и балканската. Е добро позната на македонската публика и сите оние кои што сакат многу повеќе да се информираат и да научат кои се најновите настани поврзани со македонската музичка сцена, и тоа и од забавната и од народната музика. Токму тоа е и поводот за денешното гостување, а тоа е она што ќе се случува на 20 јуни во Центарот за култура Марко Цепенков, еден многу убав концерт. Биле најпрво добре ни дојде уште еднаш, ова е второ твое гостување. Да, добре ве најдов, секогаш убаво се чувствам, многу убава позитивна енергија има во Радио Пела, радио што се гледа. Јас само би те коригирала 20 мај. 20 мај е настанот, да, во Марко Цепенков, нели, во големата сала, концертен настан Макакус. Концерт на Макакус, тоа е всушност еден квартет, една формација од четворица, би рекла, стари волци на македонската естрада, значи Джинас Папас Джокси, Жаклина Стевкова, Александар Јаблан и Јаков Дренковски. Значи сите тие четворица се во тој формат како Макакус бенд, кој што всушност со амплак форма ќе биде тој концерт и ќе на акустични гитари ќе пренесат една, како што имам слушнато, посебна атмосфера, затоа што изведуваат музика која што е не само нивна, препознатливи хитови кои што ги имаат, туку и музика од автори, поети, преработена, прилагодена на тие акустични гитари. Значи концерт кој навистина нашата публика не би требало да го пропушти, од причина што велат дека е некако посебен, има душа, има некој свој стил, препознатливост и ете за прв пат во Прилеп после Скопје. Затоа што всушност нивното огнено крштевање беше во Скопје и како таква формација, како Макакус, сега ќе гостуваат по градовите, а Прилеп е прв. Што е целта на овој концерт? Знаеме дека во позадина е авангард продукција, која што се грижи на поинаков начин да ги пренесе македонските песни и музика, а чинам дека во Прилеп токму тоа ќе го направи, малку ќе ја раздвижи оваа музичка сцена и публика во Прилеп која што со нетрпение очекува нешто поинакво. Точно така. Јас кога се запознав со првиот човек на авангард продукција, Александар Велковски, и кога ја слушнав неговата идеја, сватив дека морам да ја поддржам, од причина што мислам дека Прилеп буквално е замрен од тој аспект музичко-културен. Нека не ми забележат вработените во Домот на култура, меѓутоа нема буквално никакви активности од таков аспект, така да кога ми кажа дека сака да ја афирмира повторно македонската музика преку проектот Прилеп сака македонска музика, навистина го поддржав, затоа што сметам дека навистина и ние имаме музичари кои што се пар екселанс, како професионалци, како едноставно како уметници кои што заслужуваат внимание, а не се присутни во културното живење на еден таков начин. Тие можеби клупски се присутни во некои кафичи некаде, меѓутоа не се присутни во културното живење и присутни до различни генерации. Не може еден уметник да биде достапен само преку клупската форма, па само помладата генерација да го слуша и тоа е тоа. Значи, тие се комерцијални настапи, не ги мешам со културниве настани. Овај проект на авангард продукција, тоа е една нова, да речам, сега формирана продукција, е еден од многуте кои што планира оваа продукција да ги сработи. Иначе станува збор за проект кој што ќе има некој свој серијал 5-месечен и во тој серијал се подразбира, значи, носење на
различни уметници од македонската естрада во различна форма. Дали тоа ќе бидат симфониски концерти, дали тоа ќе бидат вакви акустични настани, дали ќе бидат концерти во летни бавчи и така натаму. Значи, се со цел тие уметници чии концерти ќе бидат најавени во Прилеп, да имаат некаков поинаков пристап до публиката и публиката да ужива во еден подруг амбиент, да не биде тоа класичен концерт дека дојде ги испеа хитовите што ги има на репертоар и тоа е тоа. Зато велам, овој концерт треба да се проследи на Макакус, затоа што е некако поразличен, поинаков и навистина публиката верувам дека ќе ужива и ќе има некаква интеракција, што јас лично најмногу сакам кога сум на концертите, значи да постои некоја интеракција со публиката и да диши заедно со уметниците на сцената. Затоа најавувам дека не треба да го пропуштат на 20 мај, тоа е во сабота овој концертен настан со почеток од 20 часот во Домот на културата. Влезниците изнесуваат 250 денари и тоа е еден момент за дебата, затоа што веќе има реакција дека се скапи влезниците, што е нонсенс ако зборуваме за она што се понудува во однос на квалитетот. Ние сме научени нашите уметници да ги срозуваме. За 50 денари очекуваме да не анимираат, а за 1000 денари не ни е скапо Саша Ковачевич да го слушаме. Мислам, сега го дадов онака, го лупнав како пример. Човекот не да го подценам или да го деградирам неговата уметност или како уметник едноставно, само затоа што доаѓа од соседна држава и е голема звезда. Не ни е нас чудно да платиме за него една одредена сума, па и 20 евра карта, нормално ни е. А за овие уметници за 250 денари коментираме дека е скапа влезницата. Навистина несоодветен однос, принцип имаме кон нашите уметници. Така да мислам дека влезницата е солидна цената, не е ни дури не е символична, ама е некоја солидна цена која што може секој да ја плати што сака да го гледа овој концерт, да. Така, еве и да поканам и од слушателиве да подариме и некоја влезница наградно, доколку некој не слуша, сака да присуствувајте. Да. Јас само ќе напоменам во однос на телефонскиот број, можете да не контактирате 075 35 10 15. Уште еднаш 075 35 10 15 е телефонскиот број за контакт, да добиете бесплатни влезници. Ги имаме на располагање 4, доколку сте заинтересирани да присуствувате на акустичниот концерт на македонските кантавтори Джина Папас Джокси, Жаклина Стевковска, Јаков Дренковски и Александар Јаблан. Уште еднаш да напоменеме, тоа ќе биде музички настан кој што ќе биде не секојдневен, во 20 часот на 20 мај, значи не може да се заборави. Да. Сабота навечер во Центарот за култура Марко Цепенков. Да. Биле напоменавме околу тоа дека ова е еден вид на поддршка на македонските музичари, колку има желба од другата страна. Зборуваме од страна на публиката. Се чувствува ли тој порив дека публиката сака да присуствува на такви концерти, бидејќи навистина има реакции на социјалните мрежи, повеќе внимание им се обрнува на гостите од соседството или од Босна што би дошле во Македонија, додека пак за нашите музичари некако поинаку се реагира. Точно. Јас мислам дека долгогодишното упорно форсирање на уметниците од надвор и нивното глорифицирање си го направи своето. Мислам дека нашата публика веќе нема однос кон македонските музичари, односно ги чувствува како своји, како така, ако дошле, добре дошле, али не да пројавува некој силен интерес, што е поразително според мене. Меѓутоа, време е ние да започнеме на вистина помасовни кампањи, поголемо присуство на нашите уметници, ама од секаков аспект. Ние ги третираме како телевизиски личности. Тие повеќе гостуваат во ток-шоу, отколку да ја представуваат својата уметност автентично, онака, изворно. Ние немаме такви продукции телевизиски да ги слушаш кај што тие музицираат во студио, каде што изведуваат, дел од тој свој репертоар. Него претежно ги доживуваме како телевизиски личности кои што дошле да разговараат на некоја тема и така натаму. И гледам дека овие генерации многу повеќе ги познаваат балканските звезди, странските звезди, отколку домашните. Еве еден пример да дам, банален да речам.
Ако сгрешам, нека изгорам песна, вела дека од Каролина Гочева. Значи, ако сгрешам, нека изгорам е стара песна, авторска, вистина, ама ја испеа Пепи Бавтировски. Овие генерации не го ни знаат дека постоел Пепи Бавтировски. Сите мислат дека Каролина Гочева, некои и Антонија Гиговска вела дека таа песна, затоа што ја пееше на надпреварувањето, учествуваше во Пинкови звезди или каде веќе. Не знам, така да поразително е што нашите генерации не ги знаат ни македонските изведувачи, пејачи воопшто. И мислам дека со вакви проекти, со инсистирање на медиумите, на културните работници, на сета таа фела, со спрегнати заеднички сили, може нешто да се поправи. А за сега, како што е ситуацијата, ние ги изгубивме вредностите и тешко е наеднаш на овие генерации да им наметниш дека не, ние имаме поквалитетни музичари од овие што вие ги слушате. Тие имаат отпор, едноставно велат што се разбирате вие во такво нешто. Ние знаеме што сакаме, ова е забавно, ова е брзо, ова е убаво, комерцијално, а вие нешто, некои диносауруси ни нудите, мислам. Тие диносауруси, значи, пред нив многу време направиле такви евергрини и таква музика која што може би тие ја слушаат на радио, а не знаат ни кој ја изведува. Минатата недела гостуваше преку Skype врска едно младо момче од Босна, стануваше збор за фестивалот Студентско лето во Маглај, во Босна. Ние со Никола верувам дека и они кои што не проследија во тој полчасовен разговор бевме фасцинирани од енергијата која што тоа младо момче ја пренесе, инаку музичар по струка и професор во средното музичко училиште во Маглај. Она што мене ми остави впечаток беше на каков начин тие во Босна ја одржуваат таа култура, кога сме веќе кај вистинската музика, која ќе речам вистинската музика, тоа е музиката во живо, акустиката, тоа е музиката која што ќе биде пренесена тогаш, без матрица, без придружни електронски елементи. 51 година или 51 издание на фестивалот кое што се одржува во Маглај. Тоа е респектабилен јубилеј, 50 години да одржиш пола век фестивал. И она што го констатиравме заедно со момчето беше дека полека изумираат фестивалите, но ете овој фестивал успел да се задржи. Кај нас во Македонија исто како и во останатите земји од бивша Југославија, навистина имаше многу фестивали, дури премногу искомерцијализирани и така натаму, но во моментов токму тоа е она што недостига на македонската музичка сцена, барем јас така мислам, заради тоа што нашите музички таленти од недостиг на такви музички настани веќе заминуваат. Или одат на концерти во странство, или одат во Србија на разни надпревари. Не знам дали ќе се сложиш, но чинам дека ова што ќе биде на 20 мај можеби е некој зачеток на враќање на такви настани во живо, музика, потсетување на музичките вредности од некогаш, но и поттик за младите генерации да творат на таков начин. Па мислам дека сега ова што го спомна, чисто онака како идеја ми паѓа дека не е лошо навистина кога вакви музичари ни доаѓаат во градов и млади гитаристи кои што се почетници тоа да го слушаат, таа акустика, тоа пренесување на таа уметност, па не се знае, можеби некогаш ќе се случи некоја интеракција и некој да биде поканет од публиката што се занимава со таа музика на сцената, со нив да настапи. Тие се сите моменти што може да се очекуваат на ваков концерт. И на некој начин и тоа да не се случи доволно е само некоја искра да се поттикне некоја љубов кај некој млад човек е доволно и да рече дека кога можат тие и да обстанат 45 години, патем да кажам дека тие одбележуваат јубилеј 45 годишно постоење на македонската естрада, што е навистина респектабилна бројка. Доволно е да бидат инспирација за некој млад човек. Значи, ако нема вакви културни настани, ако ништо не се случува, после зборуваме со социолози, со културиолози, као што се случува со младинава, зошто застранува, зошто забегува во некои пороци, не знам што, затоа што ништо друго не и понудуваме на таа младина. Значи, не може ти во локал, во кафич, каде што се точи алкохол и каде што има сосема друг стил на провод, да очекуваш дека таму ќе се инспирира некој млад човек за музика или за не знам други активности. Се знае спортот, културата на кој начин треба да ги анимира и афирмира личностите. А се сложувам дека
немаме такви настани и дека немаме такви шоу програми и надпревари каде што младите можат едноставно на еден убав начин да ги одмерат силите едни со други и талентот да го покажат и мора да плаќаат за жал огромни пари за да одат во Србија каде што се најчесто користени, да речам на еден највулгарен начин, телевизиски се експлоатирани, тие си ги плаќаат трошоците, на крајот со нефи се исмеваат одредени членови на жири комисиите, тие можам да замислам колку лошо се чувствуваат во тој момент. А тоа е дел од филмот. Да, а тие сите си прават едно шоу кое што е многу гледано на балканско ниво, убедувајќи ги учесниците дека со самото тоа тие се многу популарни. Значи ние живееме во култура, во време на култура која што се пренесува на еден вулгарен начин дека популарноста е поважна отколку талентот и уметноста. Важно е да си ти популарен. На кој начин? Дали по тоа што неубаво си настапил? Дали по тоа што те исмеело жири комисијата дека не изгледаш убаво, дека не убаво си настапил, дека не си ја изведил како што треба песната. Битно е дека за тебе се зборувало и дека ти твојот клип се врти, вирален стана и тебе те гледаат дека си. Тука се тие контрадикторности што ние ги живееме и за жал пак ќе речем, државата е виновна, не можам конкретно друг никој да посочам. Да, но јас ќе ја напоменам и локалната заедница, пак ќе спомнам за тој фестивал во Маглај. Студентско лето е со поддршка на општината која што обезбедува за сите кои што ќе се квалификуваат да настапуваат на фестивалот забавна или народна музика, да ги плати сите трошоци за пат и за сместување таму. Со поддршка, повторно ќе речам, на општината. Значи, нам ни треба такво нешто, очигледно, ние сме град на културата, град на спортот и не треба да се предаваме за да ги одржиме тие епитети и да притискаме на начин на кој што не да се фалиме, ние ќе зборуваме со факти. Значи, фактите е дека Мелфес почна во Прилеп. Факт е дека на Мелфес се појави од Тоше Проевски, сега што сите го спомнуват, па Оливера, да не ја заборавиме, Ѓорѓовска, што е во Америка, професор на музичка таму академија, предава пеј со најпознатите таму светски пејачи. Значи, победи Оливера Ѓорговска, Ирена која што е во Аустрија, мислам оперска пејачка на тој истиот Мелфес, Тоше Проевски, Андријана Јаневска, кои се појави една плејада. Мелфес сега се направи тотално комерцијализирање, нема таа функција што ја имаше на почетокот, да открива млади потенцијални таленти. Подоцна кај нас е проблемот што ние не можеме тоа што сме го донесле на почетокот да го одржиме на долги стази, што велат србите. Ние, значи, 2-3 години тоа го правиме како што треба и после почнуваат проблемите. Или нема пари, или нема финанси, или нема поддршка. Се менуваат политичките структури, се менува односот кон тие фестивали и едноставно тие кубурат или се одржуваат колку да се одржат, или едноставно се губи нивната смисла и основа која што имаше. Значи, Мелфес беше токму таков фестивал и вистина Златко Црвенковски, тој беше зачетникот на тој фестивал и цела екипа околу него, Горан Милошевски, Точакот, сите што беа музичари, направија од него на тоа време бренд и стварно изнесоја пејачи со кои што денеска можат да се гордеат, кои што настапиле на тој фестивал, меѓутоа сега не. Еве, неколку години гледам, Мелфес се одржува колку да се одржи, со веќе афирмирани музичари, добро имаше и млади таленти кои настапија, ама не ја добиваат таа афирмација, не добиваат таков фидбек во јавноста, немаат поддршка од медиумите, подоцна да се представуваат. Значи, сето е тоа еден ланчан систем кој што треба да функционира. Кај нас не може, кај нас блиц се случува нешто. Настапува некој, сите му велат супер, беше браво, одличен си, толку завршува приказката. После тој треба да тропа на врати на продукции, па да има пари да кешира проекти. И тука е проблемот што денеска сите немаат тие млади таленти такви пари за да вложуваат во кариера која што никој не му гарантира дека ќе биде. А и воедно нема ловци на таленти кои што ги поттикнале за да можат да ги на некој начин да ги поддржат, а потоа еве да бараат некој фидбек од веќе популаризираното лице како што беше тоа впрочем и Тоше Проевски на времето.
Биле на крајот би те прашала за Евровизија, бидејќи ни се случува деновиве и вечерва ја имаме втората вечер. Ова ете онака спонтано дојде во разговорот, бидејќи пандан на фестивали кои што се случуваат кај нас и оно што ќе се случи еве на 20 мај, имаме една Евровизија која што пренесува пак други вредности. Јас само да го запрашам Никола дали е тоа телефонот. Имаме значи слушател на линија. Добар ден. Само момент. Значи по разговорот со слушателот. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Ало, дали се слушаме? Повелете? Да, ве слушам. Се јавувам за концертот за Джокси за карти. Да, одлично. Значи, знаете кој ќе настапува на концертот на 20 мај? Да, Джокси. Джокси, одлично. Да, Джокси е како предводник, иначе како се вика Јаков Дренковски, Джокси, Жаклина Стевкова и Александар Јаблан. Тој е всушност композиторот на песни од меморија. Многу слабо ве слушам, не знам зошто. Добро што се јавивте, само ќе запишеме ваше име и презиме од кога ќе завршиме со Лилија вклучувањето. Како? Извинете? Лилија Ацеска. Лилија Ацеска. Лилија, го запишавме вашето име и презиме. Вие сте добитник на 2 карти за концертот и слободно можете да дојдете тука во просториите на Радио Пела и да си ги подигнете своите карти. Ви благодарам. Благодарам што се јавивте. Благодарам и Убав јас, ден. ете што има интерес и ете што можеме да наградиме Да. некој слушател Мене да ми е мило. присуствува Да. на концертот. Баш ке ми е драго и да се јави уште некој слушател да наградиме, убаво би било. Уште еднаш да Затоа што Авангард продукција има еве желба и разбирање и да додели нели и бесплатни влезници и да има интерес за овој настан. Се надевам дека ќе бидат и во продажба нели продадени влезниците кои што се понудуваат и да нагласам дека дел од средствата кои ќе бидат добиени за овој концерт ќе бидат уплатени во хуманитарни цели. Одлично. Таква е идејата, значи да се помогне со македонската музика на македонски личности. Одлично. Уште еднаш да напоменеме, значи разговараме со Билјана Крнчевска за акустичниот концерт кој што ќе се одржува на 20 мај во Центарот за култура Марко Цепенков. Станува збор за акустичен концерт на македонските кантавтори Джина Папаш Джокси, Жаклина Стевковска, Јаков Дренковски и Александар Јаблан. Сите оние кои што се заинтересирани, ни останаа уште 2 влезници, може да се јават на телефонскиот број 075 35 10 15, да ни пишат во порака на Facebook на Радио Пела 96.8 и да дојдат тука во просториите на Радио Пела во хотел Скопје, а ние ќе го закружиме разговорот со нашата драга колешка и пријателка Билјана околу Евровизија. Значи, тоа е актуелно. Најактуелно. Не знам дали ќе се сложиш, но мене апсолутно не ми личи на Евровизија оно што се случува. Ова сега ме подсети на коментарот од татко ми кога ја пофалив Израелката дека имаш убав настап. Добро рече, ова дојде овде да вежба или дојде да пее. Така да многу луѓе знам дека имаат веќе отпор спрема Евровизија затоа што стана како на некој начин циркуска арена во која што е најбитно да се привлече вниманието. И песните се некако во втор план. Квалитетот на песните во однос на некогаш кои ги слушавме, па после тие со години беа евергрини, значи да не заборавиме на таа Евровизија. Аба се појавила, значи Селин Дион, Џони Логан, има пејачи кои што направија кариери преку таа Евровизија, па и нашите најголеми звезди некогашни во заедничка Југославија и така натаму. Не беше за нашите многу стрекина, да речам, Евровизија, но како и да е, јас ја следам од причина што сепак е тоа еден настан кој што на некој начин го донесува трендот во музиката и треба да го пратиме, да видиме што е актуелно кај помладава генерација. Мене лично ми се допадна Израелката, Швајцарија и Шведска. Мислам дека сите тие имаа многу убави сценски настапи, повеќе како театарска форма,
го привлекуваат вниманието, не можеш да не гледаш, а и тие се свесни дека на тој начин најмногу публиката гласа. Проблем, мислам, со Евровизија е тој момент што се е подредено на гласовите, а не на квалитетот. Значи, некогаш жири комисија се собираше во центрите од музичари респектабилни, кои што, слушајќи ги песните, донесуваа гласови, на тој начин гласаја центрите, а сега, например, преку телеволтинг се чека гласот на публиката. Публиката е пристрасна или заради нешто му е симпатично, или заради изглед, или заради настап, или едноставно тие сега формации ЛГБТ заедницата па има пристрасни навивачи кои што гласат само заради тоа што некој е од таа припадност. Едноставно, песната е во втор план, квалитетот на песната останува во втор план и во таа смисла мислам дека Евровизија не е тоа што беше. Се сложувам и ќе додадам добро е што Македонија не учествува. Да, и јас мислам дека годинава, нека не ми замерат, мој личен став е дека одличен потек што Македонија годинава не поштедија од афери, не поштедија од скандали, па и од пари, ако сакате, затоа што кога години немате успех и помак во некоја работа, не вреди да вложувате во тоа. Јасно. Но вреди да се вложува и да се биде на настанот кој што ќе биде на 20 мај во Центарот за култура Марко Цепенков. Во 20 часот е акустичниот концерт на нашите музички легенди, кантавтори. Јас се надевам дека сите вие кои што сте заинтересирани ќе успеете да дојдете до карти. Картите навистина не се по некоја висока сума. Да напоменам дека се продаваат во Табако. Продавниците, значи во центарот, на плоштадот, кај саат кулата, секаде може да се набават, не само во Домот на култура Марко Цепенков. Да, според она што го кажа Билјана, тоа ќе биде несекојдневно доживување, затоа што станува збор за акустичен концерт, можеби ќе биде и интерактивен, со оглед на тоа што и тие се навистина многу блиски до публиката како изведувачи. Да, озвучени тука, присутни меѓу публиката, одличен, мислам, настан кој што мислам дека ќе остави убав печаток. На крајот ти се заблагодарувам и се надевам дека за вакви настани ќе ни бидеш секогаш тука. Со задоволство, јас ви се заблагодарувам на можноста да имаме конечно некое гласило, да најавиме вакви настани. За жал сме соочени со таков недостаток и на медиуми и на простор за да се афирмираат ваквите настани. Благодарам. Сама меѓу луѓе како звезда меѓу звезди, чекам нови ветрови да дунат и однеса до тебе. Бистри солзи јас ке изронам на камен студен. Што ке ме воли, побарај ме со песна да ми кажеш и да запеам. Задржи ме во преграка за сон, да засмијам. Побарај ме со песна да ми кажеш и да заплачам. Дај ми само сила, небеса да живеам. Сама меѓу луѓе како звезда меѓу звезди, чекам нови ветрови да дунат и однеса до тебе. бистри солзи јас ке изронам на камен студен. Срце ке ми остане празнина, што ке ме воли. Знај. Побарај ме со песна да ми кажеш и да запеам. Задржи ме во преградка за
meso pesna da mi kažeš i da zaplačam. Daj mi samo sila nebesna da živeam. Pobaraj meso pesna da mi kažeš i da zapeam. Zadrži me popregnata za son, da zaspijam. Pobaraj meso pesna da mi kažeš i da zaplačam. Daj mi samo sila nebesna da živeam.